31 од вкупно 41 делегати на собранието на Општинскиот фудбалски сојуз на 2 март ги спроведува изборите на органите и телата и го избраа новото раководство за наредниот мандатен период од 4 години. Актуелниот председател Љупчо Папазов уште еднаш ја доби довербата на делегатите, кои едногласно одлучија тој да раководи со фудбалската организација на Кочани. Ова добра која добив денес од делегатите на собранието на Општински фудбалски сојуз и изборот на сите представници кои представуваат соодветен авторитет од своите бази кои доаѓаат, сметаме дека ќе бидат еден од основните предуслови за една квалитетна работа во наредните 4 години. Очекуваме конструктивна соработка, меѓусебна поддршка и ангажман и повисоки резултати на фудбалско поле за општина Кочани, односно и за сите структури во Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. Новиот управен одбор ќе го сочинуваат Љупчо Папазов, Сашко Ангелов од судискиот актив, Владо Андов од тренерскиот, Јоже Јефтимов како представник на ФК Чешиново, Новак Андонов на ФК Сокол, Љупчо Ѓоргиевски на ЖФК и ДИНАС, Ангел Дамјанов на ФК Слога 1934, Благој Шуманов на ФК Агрос Грдовци, Атанас Кушевски на ФК Осогово, Душко Ѓоргиев на ФК Зрновка и Владко Ситновски на ФК Каменица Саса. Владо Андов ја доби поддршката за кандидатурата за член на управниот одбор на ФФМ, а Владо Андов, Сашко Ангелов и Радко Димитровски се избрани за делегати во Фудбалската федерација на Македонија. Работата на собранието ја следеше и Димитар Зизовски, генерален секретар на Фудбалската федерација на Македонија. Во една целосна демократска атмосфера, каде што се изразија сите потреби во Општинскиот фудбалски сојуз, дојде до израз волјата на мнозинството. Ние и во подготовките имавме координација, очекувавме вакво собрание, им честитам на новоизбраните. Сметаме дека се